последниве години се забележува зголемен фокус на тема заштита на критичната инфраструктура и сето тоа како последица на зголемениот ризик од сајбер напади глобално. Анализите покажуваат дека мрежата на критичната инфраструктура најмногу се проучува од аспект на националната безбедност, а системот да биде безбеден мора да има кадар кој што ќе го одржува. Систематизацијата на работните места за сајбер безбедност е само еден од проектите на кои работи канцеларијата на USAID, за кои ова утро разговараме со нашата гостинка. Сега и официјално може да ве представиме. Се извинуваме малку 2-3 минути што ви одземавме време со сервисните информации, но верувам и вас ви интересираат овие важни информации за вредни собраки. Заедно со нас Сузана Стамболицка, програмски специјалист за развој на работна сила на USAID. Добро утро и добре ни дојдовте. Имаме многу актуелна тема за која што многу се зборува последниве години, особено со интензивирањето на технолошкиот развој, кој што носи многу придобивки, но од друга страна и многу ризици на кои треба да сме свесни и од кои треба да се одбраниме. Безбедната инфраструктура е клучна во целиот овој процес. Апсолутно. Дигиталните технологии се навистина голем катализатор на развој на нашето општество, не само затоа што овозможуваат ефикасни јавни услуги, брзи јавни услуги, што ни се потребни на сите нас како граѓани, но исто така овозможуваат и приватниот сектор, бизнесите да се развиваат полесно, да имаат полесен пристап до глобалните пазари, а се разбира и ние како поединци, како граѓани на оваа држава, имаме можност да добиваме побрзи и полесни информации и услуги кои ни се потребни во секојдневниот живот. Сепак, како што ја кажавте и вие, ризиците по дигиталните системи, дигиталните инфраструктури се големи и во последниве години се повеќе се соочуваме со сајбер напади, особено на важни државни органи, на јавни институции кои даваат услуги на граѓаните, но и на операторите од критичната инфраструктура, како што се енергетика, здравство, телекомуникации, финанси, особено и на финансиите, кои се постојано подложени на ризици од сајбер напади. Програмата за дигитализација и отпорност на критичната инфраструктура, која е поддржана од USAID, работи на една сеопфатна проектна програма која има за цел да даде поддршка на нашето општество за унапредување на правните рамки, на регулативата на законски и подзаконски акти во доменот на сајбер безбедноста, но исто така да даде поддршка и на операторите и регулаторите од критичната инфраструктура да ги зајакнат своите структури и да ја зајакнат својата отпорност во однос на сајбер нападите. Една од поголемите компоненти за која денес ке разговараме е компонентата за развој на работна сила, која во себе содржи 3 клучни сегменти. Едниот сегмент се однесува на проценка и на проценка на состојбата со работна сила на теренот, поточно во јавниот сектор, во критичната инфраструктура и во приватниот сектор правиме истражувања за тоа каква е состојбата и какви се потребите од работна сила за сајбер безбедност. Вториот сегмент е да понудиме конкретни правни мерки, особено правни рамки за квалификации во доменот на професиите од сајбер безбедност. И третиот сегмент од оваа значајна компонента на програмата е градење на капацитети преку одржување на обуки, вежби за симулации на сајбер напади и слични активности. Така. На некој начин ова е и вашата поддршка која што ја давате за градењето на капацитетите за сајбер безбедност, затоа тука само би прашал, бидејќи нели кога ги гледаме и годините наназад, забележан е напредок во придвижување на националниот ангажман и пристап кон имплементација на концептот за заштита на критична инфраструктура. Дали е доволен? Дали е доволно се тоа што досега се случува и одиме ли во вистинска насока во Да, апсолутно многу се прави на овој план во последниве години, како се зајакнуваат дигиталните технологии, како се повеќе се присутни како во јавниот сектор, така и во приватниот сектор, се повеќе се води сметка и за заштита на овие инфраструктурни софтвери, хардвери и така натаму кои придонесуваат за развој на дигитализацијата на нашето општество. Има уште многу да се направи секако.
Наша цел е преку сериозни истражувања во јавниот сектор, но и во, како што кажав пред малку, и во секторот на критичната инфраструктура и во приватниот сектор, пред се да направиме една сериозна проценка на тоа каква е состојбата моментална со кадри во доменот на сајбер безбедност. Инаку во текот на 2023 и почетокот на 2024 година направивме едно вакво сеопфатно истражување во јавниот сектор. Преку мрежата на Министерството за информатичко општество и администрација контактиравме над 1300 јавни институции, државни органи, регулаторни тела, комисии, но и пошироко од доменот на образованието, на здравство. Значи, контактиравме над 1300 јавни институции, добивме околу 250 одговори и истражувањето ни покажа дека постои огромен недостиг во јавниот сектор од работна сила во доменот на сајбер безбедност, поради тоа што првично јавниот сектор е неконкурентен во однос на приватниот сектор кога станува збор за привлекување на вакви експерти за сајбер безбедност кои би работеле во јавниот сектор. А вториот главен проблем е што не постои правна рамка за квалификации која би овозможила јавниот сектор да вработува вакви кадри. И сега имаме два проблеми. Од една страна имаме недостиг на кадри, од друга страна имаме недостиг на правна рамка за вработување на лица во сајбер, кои што ќе се занимаваат со сајбер безбедност и ќе го штитат системот. Како и во која насока треба да се менува? Апсолутно. Ние како програма работиме токму на изработка на една студија која ќе понуди решение за правна рамка за квалификации. Студијата се изработува согласно меѓународно признаените рамки на квалификации за сајбер безбедност и стандардите на Европската унија, но секако внимаваме таа студија да одговара и на реалноста на македонскиот пазар и на потребите на македонскиот пазар за кадри од сајбер безбедност. Студијата ќе биде завршена некаде кон крајот на годинава и веруваме дека таа ќе им помогне на надлежните органи да донесат соодветна правна рамка за квалификации за професиите од доменот на сајбер безбедност. Така, позборувавме за државните, позборувавме за заштитата на приватните компании, односно на бизнисот, кажавме дека не е тој поштеден, но каде се тука граѓаните како поединци? Смарт телефони, компјутери, заштита на податоци? Да, граѓаните се знаете како општеството е еден комплексен организам во кој сите заедно функционираме. Тука е јавниот сектор кој дава услуги на граѓаните, приватниот сектор. Впрочем, во најголемиот дел од операторите од критичната инфраструктура се приватни компании. Така да не можеме да ги одвоиме јавниот и приватниот сектор, а граѓаните како корисници на услугите и на од јавните институции, но и од критичната инфраструктура, се секако ранливи во однос на користењето на дигиталните технологии. Од една страна, многу ни е полесно да дојдеме до информации и до услуги, но од друга страна, мораме многу да внимаваме и да бидеме мудри во користењето на дигиталните технологии, затоа што давањето на лични податоци може да го нарушат нашата приватност, нашиот интегритет, а секако и финансискиот интегритет со давање на одредени податоци од финансиски карактер. Унапредувањето на технологиите е логичен след на нештата, кој што има свој бенефит, но носи и своји ризици. Токму затоа треба да бидеме, за да го заокружиме разговорот, и подготвени како да се носиме со технолошкиот развој и да станеме отпорни на ризикот кој го носи новото време. Што во таа насока треба да направи во моментов приоритетна критичната инфраструктура за да биде заштитена? Тука се сите лични податоци на сите граѓани од државата, а државата мора да ги заштити. Најважно од се е да се градат постојано капацитетите и да се зголемува бројот на експерти кои работат во критичната инфраструктура, за да може да одговорат побрзо и полесно да ги превенираат ризиците и од сајбер напади. Инаку, ние како програма работиме и на една сеопфатен проект за обука на кадри во доменот на критичната инфраструктура, но исто така и во образованието, особено ги опфаќаме факултетите за информатички науки. Зборуваме за специјализирани обуки за сајбер безбедност,
Не би ги набројувала сите во интерес на времето, но досега беа одржани 3 обуки за образовниот сектор. Во моментов започнавме со 4-та обука за образовниот сектор, а ја започнавме првата обука за критична инфраструктура на тема дигитална форензика, која е многу важна. Понатаму продолжуваме со една обука за напредна мрежна форензика и 3-та обука ќе биде посветена на одговор од инциденти. А кога станува збор за вработувањата, односно еве промената на правната рамка, која што би носела и нови вработувања кои ќе бидат од доменот на сајбербезбедноста, претпоставувам дека треба да им се даде и нешто повеќе за да сакаат да останат. Голем дел од младите заминаа бидејќи подобри услови секако се нуди во страната. Да, освен што треба да се направи правна рамка која ќе воопшто ќе овозможи во јавниот сектор, па и во критичната инфраструктура да се вработуваат вакви кадри, секако дека треба и да им се овозможи поголема конкурентност во однос на финансиската надокнада за да покажат интерес за вработување и да го заштитат нашето целокупно општество од ризиците што ги носат дигиталните технологии со себе. Но и промените. Вака слушајќи ме внимателно, дефинитивно треба да сме во чекор со промените, бидејќи нештото од ден во ден се менува, кога зборуваме и за финансиските конструкции. Ви благодариме многу за гостувањето. За крај, граѓаните може да бидат безбедни, сепак се работи. Се работи, апсолутно се работи. Работиме со државните органи, со јавните институции и особено со критичната инфраструктура на овој план. Благодарим. Ви благодарам. Во 8 часот ние ги имаме и најновите вести во Македонија наутро, но пред тоа време ова празнично и неработно утро да слушнеме и погледнеме на убава македонска песна.